Проблемот со палењето на депонијата Добрашинци се најде на дневен ред на Здрава Котлина. Движењето против отворање рудници во југоистокот денеска објави дека отвораат фронт против проблемот со депонијата Шапкар. На нивната Facebook страница е објавено видео на кое се гледа чадење од правец на депонијата, но и подолг текст во кој ги образложуваат своите барања. Активистите велат дека депонијата секојдневно гори и загадува, но досега на овој проблем не било пристапено сериозно. Бараат надлежните институции да реагираат, а тие во меѓувреме ќе објавуваат видеа со запалената депонија. Од Здрава Котлина велат дека доколку не се преземе конкретна активност во насока на спречување на натамошно палење на депонијата, тие ќе организираат јавни настани, дискусии и протести. Горењето на депонијата Шапкар кај Добрашинци е повеќе годишен проблем. Јавното комунално претпријатие Комуналец од Струмица, кое е надлежно за депонијата, има поставено чуварска служба за спречување на намерно палење на депонијата, сепак често пати таа е цел на палење од човечки фактор, особено поради тоа што во околината има движење на луѓе поради фарми, но и собирачи на отпад. Од Комуналец велат дека депонијата најчесто се само запалува, особено кога се повисоки температурите. Според нив, решавањето на депонијата бара вклучување на сериозни средства, како што беше планирано со отворањето на регионалните депонии. Шапкар би требало да стане современа фабрика за сортирање и преработка на отпадот во југоистокот, но нејзиното основање сега е во рацете на државата, откако југоисточниот плански регион пред неколку години не успеа да се договори со австриската компанија АСА за концесија на оваа депонија.